Холандската светска шампионка во брзо лизгање Џои Бене за прв пат позираше со домашното издание на списанието Playboy. Нејзиното момче Кјелт Нуис, исто така лизгач на брзи патеки, ја убедил да позира за ова машко списание, пишува Daily Mail. Бене е целосно гола на насловната страница, само со пар ракавици со кои ги покрива своите интимни делови. Инаку Бене има 302.000 следбеници на Инстаграм, а на почетокот на годинава стана светска шампионка во брзо лизгање и освои златни медали во трката на 5000 метри. Се смета дека таа е најголемото име кое позирало за холандскиот Playboy во последните 10 години. Таа признала и дека и самата била изненадана од позитивната реакција, бидејќи била загрижена дека многумина ќе ја критикуваат за тоа што позирала за ова списание. Ова е многу убаво да се слушне. Не очекував да бидат продадени толку копии. Очекував многу критики, но слушам само убави пораки и дека сите мислат дека е неверојатно кул, изјави таа откако слушна за големиот успех на нејзината насловна страница. Рекла и дека порано се сомневала во изгледот на своето тело, но сега се чувствува безбедно во сопствената кожа. Имаше моменти кога се споредував со други брзи лизгачи. Сите тие се супер тенки и имаат неверојатно затегнато тело. Тогаш помислев дека сум претешка, но тоа е глупост. Треба да се храните добро, потребна ви е енергија, рече таа. Уапсениот рапер Шон Диди Компс се соочува со повеќе обвинувања за сексуален напад и силување, а сега една од неговите жртви даде интервју пред камера во кое детално ги опишува наводите. Ова е прв пат жртва на Диди да даде интервју, но со скриено лице и изменет глас. Познато е само дека станува збор за маж кој опишал инцидент што се случил во 2007 година на една од озогласените забави на уапсениот рапер. Во интервју за CNN, Џон До, име кое вообичаено се користи во САД за парничар чиј вистински идентитет е непознат, ги детализираше наводите во неговата граѓанска тужба која првично беше поднесена на 14 октомври. Тој рече дека во 2007 година се вработил во приватна компанија за обезбедување која била ангажирана да работи на забавата на Диди. Во текот на вечерта Диди лично и донел на својата наводна жртва 2 пијалаци, а мажот верува дека пијалаците биле преполни со екстази. Првиот пијалак почна да влијае на мене и мислев дека се навистина силни пијалаци. Дури по вториот пијалак, кога беше придоцна, сватив дека нешто не е во ред. За жал Диди ме чекаше. Ме гледаше и кога беше сигурен дека е на позиција на моќ, ја искористи ситуацијата, вели оштетениот. Иван Антоновски и Делвина Крлуку ја добија државната награда Мито Хаџивасилев Јасмин за 2024 година од областа на публицистиката. Оваа награда во областа на новинарството ја делат новинарите Атанас Костовски и Љупчо Јолевски. Наградите ќе бидат врачани на 21 декември во 10:30 во свечената сала на Македонското собрание. Денеска од 20 часот во Театар Комедија ќе се изведе премиерата на представата на турскиот театар Слепци, работена според истоименото дело на Морис Метерлинг и книгата Погубни идентитети од Амин Малов. Представата ќе има титул на македонски јазик. Режисер е Кендрим Ријани, музиката е на Емрах Џемаили, а костимите на Медина Хоџа и Маја Ѓуреска. Играта Џенап Самет, Хакан Даци, Јеткен Сезаир, Сузан Акбелге, Фунда Ибрахим, Несрем Таир, Слагена Вујошевиќ, Емине Халил, Зубејде Али, Инес Радончик и Един Јакуповиќ. Во представата 11 слепи ликови фрлени во просторот се трудат да го најдат патот и да се вратат назад. При тоа одново доживуваат моменти од нивните животи.